Цената на расен бик 3 децении не променет, 90 до 100 денари за кило жива мера. Откупот на млекото 17 денари за литар, поевтино од водата. Откупот на арпата 16 до 17 денари за килограм, плюс одбитоци за влага, плевели и одложена исплата. Како во такви услови земјоделството во Кочанската котлина да се развива, односно да оди напред? И заради тоа младите ги не пуштаат некогаш високо ценетите имоти на своите родители и бегаат во Европа, а возрастните забрзано продаваат што може да се продаде. Повеќе не важи правилото земја не се продава, не е домакински, бидејќи таа рамија не бива. Па имам 10 глави. 10 глави ми морам да ги чувам. За парче леп од државата немам ништо. 25 години работи државна работа, држа се за Титовото палто, скина се палтото. И јас сум сега на равна екзистенција, нема живот. Иначе те од овој само открепам. Ају, немам пензија, немам социјалка, немам ништо. Од државата до ден денеска немам ништо искористено, едино што оди на работа, тоа е. Ба годините доваѓат. Со оваа работа ќе се бркам у лајната, друга работа нема. За мене спас. Морам да одам таа работа да работам. Пропаѓам до тука у кал. И ден и ноќ, сабале од 5 сато вечер до 9 сато. И ништо. За 17 динара млеко. Бико докарај го 100 динара. 90 ти тражи. И сега 30 години ја откако памнам со дедо докаруваме туа бици и нема не мрдат таквото. 100 динара па 100 динара. Па добро е, те прожниваме поленка, ама да не дојдеш у нас штело да жнееш. Тоа е опасна работа. И со оризо, не знам, илански остоја. 16 динара, влага ти одбива, на вага те краде и дека ти го дадеш. Државата се помалку е мајка, а се повеќе за некого станува маќа според принципот кој како ќе се снајде. Едни енормно се богатат и тоа преку ноќ, додека другите стравично осиромашуваат. На овие процеси влијаат и појавите на болести кај добитокот, како син јазик, африканска чума кај свињите, птичи грип, јазлеста кожа и други кои буквално го десеткуваа. Земјоделците се доведени во ситуација ниту да знаат, ниту да смеат во нешто да инвестираат.